Јас ве поздравувам во името на нашиот Господ Исус Христос. Многу ми е мило што можам повторно да стојам пред вас и пред неколку недели кога ми се јави пастор Живко и ме праша дали можам да ја споделам својата животна приказна, му реков, па нели веќе сите ја знаат во црквата, нели ја споделав повеќе пати и можно е така, можеби некој од вас ја има слушнато. Но кога размислив малце повеќе си реков колку сум срекна и благодарна на Господ што нашите животни приказни се создават. Се уште се создават додека ние се уште сме на оваа земја, така што можеби денес ќе слушнете некој дел што уште не сум го споделила во црквата. Ама ајде да почнеме од почетокот. Моето име е Никол Секулова, за тие што не ме знаат. И обично првите две прашања од која ќе се представам се од каде си. И второто, дали си мажина за македонец. Поред моето презиме, Секулова, може да биде и македонско, најверојатно. И јас сум родена во Чешка и не сум мажена воопшто. Моето име е уствари чешко потекло, само што звучи многу слично на македонско. Имам 28 години. Пораснав во семејство кој што не беа верници. Моите родители се дефинираа како атеисти и уствари така и бев порасната цел живот. Се родиш и растеш со тоа дека ништо не постои и мора да едноставно да се снаоѓаш во животот. Тука така бев порасната, така ми кажа моите родители, тука си, тоа е тоа. Не знаеш ништо нема да биде после кога ќе умреш. Рекам, добро, тоа е доста безсмисел живот. И додека ме учеа и раста да бидеш доволно силен, да знаеш да се снаоѓаш, многу брзо во животот сватив дека јас како човек не сум доволно силна и не можам да бидам доволно силна да се снаоѓам и да се справувам со околности што мене ми се случува во мојот живот. И првата таква тешка околност што ми се случи мене во животот беше кога почина мајка ми. Мајка ми почина кога имав 4 години. Беше болна од рак, имаше тумор на главата и тоа беше доста, за жал, брз процес. Многу брзо се разболи, после се направија многу метастази во нејзиното тело и тоа беше околу година-две дена од кога она почина. Така што моите први сеќавања на животот се од мајка ми, како се мачеше, како беше болна, како не можеше после ниту да зборува, ниту да се движи, ништо не можеше да прави и како дете на 4 години тоа е огромен шок. Човек што треба да ви е најблиску, што треба да верувам дека е емотивно и физички, биолошки, едноставно онака го снемува. Не сваќате како дете што се случува еден ден, ова човек е тука, втор ден не е тука и тоа беше огромен шок за мене. Од кога се случи ова, јас имам постар брат, 3 години, постар. Раснавме со татко ми, ама нормално, нели, татко ми мораше да работи, да се грижи за нас и ние бевме оставени во грижа кај баба ми и дедо ми, останата на татко ми. И сега многу си ги сакав баба ми и дедо ми, но тоа беа луѓе што живеа многу интересен живот. Баба ми беше најпозната во градот кај што сум родена, ама не за многу добри нешта. Тоа беше човек што беше јасен, гласен. Тоа време почна YouTube и сега баба ми беше позната во градот заради тоа што се дере на сите, на секаде кај што ќе може да се издере. И моите баба и дедо се бореа со алкохол, со цигари, со различни зависности, со коцкање. Сето тоа огромни долгови има они. Јас од 4 до 6 години раснав со баба ми и не знаем што ќе се, мислам, секојдневно не знаем што ќе донесе втор ден. Заради тоа што баба ми, иако беше во брак со дедо ми, она знаеше да си има различни други врски што беа 20-30 години помлади од неа. И сега кога ме чуваше баба ми, ние излегувавме секоја вечер. Татко ми беше на работа, не требаше да се грижи за нас, да заработува пари. И немаше појма уствари каде сме ние со брат ми. Најчесто не знам зошто баба ми ме земаше само мене и сега вечери скачање дискотека и касина. Дедо ми ме остави кога имав 5 години да седи тука, играе за мене. Јас седам, не знам што прва ми бев кога изгубив све што можев сигурно. И така растав, не знам, од 4 до 6 години.
И отпосле кога бев постара, што така ме замисли, ми беше многу чудно, беше тоа што баба ми беше уствари католик. Она веруваше во Господ, само на свој начин. Баба ми е почината и се верувам дека стварно е со Господ. Ама знаеше да не носи пример недела сабајле во католичка црква, што воопшто не разбирав. Не разбирав што е црква, зашто идеме таму, што се случува. Заради тоа што најверојатно и баба ми не знаеше баш да објасни што правиме. Но понатаму, кога имав 6 години, татко ми си најде нова жена, која што имала усвари веќе една ќерка од претходниот брак и со ќерка ни се селија кај нас дома и раставме со брат ми, татко ми, мојата маќа и мојата сестра. Тоа беше, мојата маќа живееше со нас од моите 6 години до можеби 18 години. Но за жал секој човек си има своја животна приказна и доаѓа со своите проблеми. И мојата мајка беше доста насилен човек. Верувам дека тоа било и поради нејзиниот претходниот брак, каде што она била изнасилувана и физички и вербално и сето тоа се носеше кај нас дома. А ние како деца се сеќавам дека имаше доста физичко насилство и кај нас дома. Кога раснав, едноставно имавме, не беше пријатно место кај нас дома да се вратиш како дете. И во тие првите, не знам, од 4 до 10 години од кога раснав, како дете имав чувство како секоја втора година да се случува некоја трагедија. Од кога почина мајка ми, после се сеќавам еден ден, не знам колку години имав, ама бев мала. И сега за среќа може да растам и со родителите на мајка ми, баба и дедо. И многу бев среќна кога можев со нив да седам и кога можев некој викенд на кај нив, тоа ми беше прекрасно. Но за жал и таму имаше многу проблеми, кај што татко ми не дозволуваше да седам со родителите на мајка ми и така натаму, така што тие моменти кога бев со нив, беа многу ретки моменти и многу живав со нив. Се чувствував како да имам семејство што се грижи за мене. Но еден ден кога бевме заедно со семејството на мајка ми, онака беше недела, поручек, си седиме дома, чекаме дедо да дојде дома да донесе храна за ручек. А никаде дедо не се појавува. Не доаѓа дома, викаме чудно, веќе ова време треба да биде дома. И сега чичко ми тргнала по пат, кај што нормално дедо ми се вратише од работа некај дома и видовме дека имало собраќајка. И дедо ми веќе не бил во таа кола. И што се случи, дедо ми буквално од пат, што беше многу краток, од работа до некај дома каде што требаше да донесе храна за ручек, он имал срцев удар и почина на лице место. Така што за мене како дете, онака чекаш дедо да ти донесе храна да јадете заедно, онака го снемува и сега не е тука. Огромна травма, огромно неразбирање како е тоа можно, каде е дедо, зошто, сите тие прашања, но сепак како дете не разбираш, ништо не разбираш што се случува. И понатаму ништо се продолжува мојот живот. После помина пак, не знам, година, 2 години. Имав чувство како пак да се деси некаква трагедија на многу сличен начин. Тоа беше, јас бев многу блиска со тета ми и тоа беше жена на чичко ми што е брат на мајка ми. И со неја имав однос како со мајка. Многу ме среќна што ја имав во мојот живот, што можам со неја да споделувам работи од мојот живот, од моето детство. И многу слично за жал се случи дека еден ден, тоа беше околу Божик, не знам колку години имав, која година беше, можеби 2009 година. И сега бевме заедно околу Божик и си рековме се гледаме, не знам, за една недела, не знам што. И сега таа недела ништо се вратам дома после школа и се јава баба ми дека тета почина. Огромен шок, пак. И тоа стварно се дешаваше некако секој 2 години во нашиот живот, дека некој почина и не знаеме зошто така се случи. И не беше стварно, не беше јасно, тоа беше многу тешко, заради тоа што тета ми беше здрава, се имаме супер однос
И не знам што се случи, како е можно. И потоа дознавме дека тета ми се самоуби. А потоа покасно уште дознавме дека неверојатно чичко ми имал проблем со алкохол и вајда не се однесувал кон неа како што требаше да се однесувал. И тета ми не можеше веќе тоа да го поднесе. И тоа, мислам, меѓу време, ова се случува, меѓу време јас се растав дома кај моето семејство, кај што си има своето населство, кај што си има караници, кај што си има, едноставно не беше тоа место, не беше тоа дом за мене. И се продолжува животот понатаму. И да не влегувам во детајли, ама многу беше страшна ситуација од која почина тета ми, заради тоа што она немаше ниту брат, ниту сестра, а мајка и која што остана жива се разболи од рак и после едноставно ја би рекла дека полуди и од целата самотија, од целото, не знам, можеби гнев на живот, што се случи дека она уствари уби својот маж, што беше татко на тетка ми. А тоа беше многу јавна работа, кај што тоа беше низ во Острава, јас сум од Острава, тој е град во Чешка, тоа си беше на телевизија, тоа си беше во сите вести, и беше огромна трагедија. Жената беше, мислам, многу си ја сакав, супер човек, едноставно не понесе се што се случувало до тогаш во својот живот. Ја би рекла и плюс човек што не го знае Господ, нема никаков излаз од таа животна ситуација. Но сената на тетка ми што почината, имам братучет и братучетка, кои што сега се околу 20 години. Таму ги стигнам понатаму. Но едноставно ова беше моето детство. Со многу луѓе околу мене што има починато, со многу нешта што не ги разбирав. И мислам дека може да замислите како дете во мене се ствараше некаков гнев низ се, апсолутно се, низ целиот свет. Јас како порасната атеистка си викам што има смисла. Ја не си избрав тука да бидам на овој свет, во ова семејство и ништо немаше смисла. Немаше апсолутно, и знаеш, мислам тогаш, нели, раснав со тоа дека нешто урам, ништо нема да има. Викам, тогаш овој живот стварно нема никаква смисла. И кога бев дете, бев прилично послушно дете, имав добри оценки, се грижев едноставно во мене, што се будеше во мене, да не бидам иста како моите роднини, што не беше добра мотивација, но не сакав да завршам како, не сакав да имам, не знам, проблеми со зависност или ништо, едноставно сакав, како што ми каже, мора да бидеш доволно силна, па погрижи се, па јас се трудев да бидам доволно силна за да не сум иста, што не ми успеваше многу. И кога бев тинејџер, на тие години мислам дека се ми дојде онака преку глава, се што имам видено и доживено, апсолутно се. И си реков дека нема ниту поента, јас да се трудам да бидам добар човек, да кажам така, заради тоа што иако се трудам, сепак околу мене се случуваат работи врз кои ја немам никаква контрола. И си реков, која е тогаш поента јас да бидам добар човек. И ништо, се најдов многу лошо друштво, со нив излегувавме на 12-13 години, имаше многу алкохол, имаше други работи, препродававме различни работи за да добиеме пари, за да едноставно правиме глупости. Тоа е сезона од живот кој што многу долго се срамев за таа сезона и ми требаше многу време да јас процесирам таа сезона и ми беше многу жал заради тоа што во таа сезона повредив многу луѓе околу мене и повредив и татко ми, што мислам дека тогаш веруваше дека, не знам, неговата ќерка нема никакви проблеми, не прави ништо лошо и тогаш, кога сето тоа татко ми дозна, беше многу лошо. Најтешкото за мене беше во тие 12, 13, 14 години фактот дека со друштвото, што е толку страшно, не е добро, ништо добро не правиме, но ја во друштвото се чувствував поти прифатена од кај мене дома. Заради тоа што како тинејџер се што бараш е да се прифатен од твоите пријатели. Тоа е се што ти е важно и ако не го добиваш тоа дома, го бараш на друго место. И од кога татко ми дознае сето тоа, беше многу луд со мене и ми забрани апсолутно се во живот. Апсолутно се. Јас школото кај што одев беше 3 минути пешки од мојот дом и јас можев
pola година само да идам на школа и да се вратам дома. Ништо не може да правам. Не може да се видам со никој, не може в телефон да го користам, ништо, апсолутно ништо. И сега меѓу време, мојата маќа и татко ми има уште една ќерка, сестра ми, и бевме четири луѓе уствари во една мини соба. Во собата кај што спиевме, кај што растев, тоа беше соба кај што можеме да сместиме само кревет и ништо друго. Имавме 4 кревети и буквално ништо друго скоро. И во таа соба морав да седам пола година. И јас бев толку лута на апсолутно се, пред се на мене, после на апсолутно се. Но во тие моменти што е многу интересно кога гледам онака назад, иако човек што воопшто немаше појма за Бог, ја не знаев, Чешка е прилично атеистичка држава кај што луѓе стварно не веруваат. Не се ниту културолошки, не знам, верници, туку не знаат кој е Бог. Ја не знаев, ама се сеќавам дека седев во таа соба, од никаде ми доаѓаат мисли за Бог. Ми доаѓа, ама што ако не ова се во животот, па не може така да биде, може би има Господ, може би има нешто повеќе, може би има друг пат, може би не е се толку мачно, може би има некаква иднина за тебе. И не беше јасно од каде доаѓаат такви мисли, заради тоа што јас стварно не знаев тогаш, ја не знаев кој е Исус, не знаев. Ниту немав слушнато кој е Исус. Дори да отидов со баба ми католичка црква, може би таму сватив дека го имаат Исус над зидот кај што виси, ама не знаев кој беше. И во таа пола година јас не сакав да продолжувам својот живот. Едноставно ми доаѓа фала му на Господ за тие мигови, за тие мисли кои што ми доаѓа, верувам од него. Но современо јас така си ги ставив на страна заради тоа што бев мала, не знаев што тоа значи. И се уште бев во истите околности затворена во својата соба и се реков, не знам, не сакам да живеам живот, немаше поента за мене во тој момент. Но тоа беа стварно кога гледам сега толку години назад, многу ми е интересно и многу ми е потврда и за тоа дека било каде и да сме во свет, можеме да се затворени како јас во соба и немам допир до никој човек, Бог мене ми збореше. И тоа мене ми е огромна потврда дека на било кој било каде во овој свет, дури да сум затворена било каде, Господ ќе најде начин да ти зборува. И мене тоа ми беше јако кога го сватив тоа од кога станав христијанка. Но понатаму дојде време да се запишам на средно и се запишав на гимназија. И сега, не знам, во Чешка имаме можност да си прочитаме сите средни школи за да видиме како е, па да аплицираме, па да одлучиме каде сакаме да бидеме. И тоа беше втор момент и кога, мислам, јас не знаев Господ, кога верувам дека Господ ми зборуваше. Тоа беше кога се шетав низ различни средни школи во Чешка и дојдов, влегов во едно средно училиште и чувствував тука треба да бидеш. Како да ви каже некаков глас дека ова е место каде што ти треба да се запишеш. И сега таму се запишува многу луѓе, требаше испити да полагам за да ме примат и така натаму. Не знам дали тоа ќе се случи, пак не знам. Кој е тој глас што во мене ми зборува дека тука треба да бидам? Но се запишав и стварно по Божјо чудо ме примија таму, заради тоа што таму аплицира многу луѓе, не знам, 300-400 и тогаш зема 30 луѓе, еден клас, устави. И јас бев као, вау, ова стварно се деси чудо што мене тога ме зема. И што се деси? Јас се запишав на средно, првата недела на средно имавме запознавање со различни колеги, со нашите професори, а имавме нешто како мини камп, ја би рекла за нови ученици. И сега има за нас организирано забава, игри, такви работи за запознавање и сега вечер имаше говор, што мене беше многу непознато и тоа време во Чешка е непознато некој да ви раскажува нешто за живот, приказни за живот, ова она. Немаше ништо спомнато за Бог во тие говори. Но тоа е трето нешто пред да поверував, кое што го сватив покасно, и тоа беше луѓе кои што го организира кампот.
Jaz kога влегов на тој камп првата недела на средно, кај што верувам дека Господ ми каже тука треба да учиш, ги запознав тие луѓе и има во себе нешто што немав доживеено во своето семејство. Немав доживеено во луѓе околу мене, немам видено и не ми беше јасно зашто тие луѓе што јас тогаш имав 15 години, тие луѓе се 40, 30, 50, не знам, има радост во себе. Има љубов према нас, што не ни познаваат, ние сме некои нови ученици, а тие луѓе се заинтересирани во нас. И не беше јасно, чувствував дека нешто во нив е многу поразлично од сите други луѓе што ги имав запознаено до тогаш. И ништо ми беше интересно и после се заврши овој камп и некои од тие водачи што беа таму ми кажа, па ние се собираме секој петок, ако сакаш да дојдеш, дојди. Ја викам, па зашто не, многу се свија се што правите, сакам да дојдам. И сега пак влегувам на некој настан, на кој што не ме поканија, и пак истото чувство имам во себе дека нешто во целата атмосфера е сосема различно, дека нешто во тие луѓе е сосема различно и не беше ниту јасно зашто има толкава радост. Откаде има таа радост? Знаете, понекогаш кога пример, не знам, дојдат американци во Европа, се викате зошто се толку радосни, малку се претеруваат тие луѓе. И такво чувство имав, као зошто имате толкава радост. И таму устари прв пат слушнав они не зборуваат за Бог. Јас сватив дека овие луѓе се христијани и таа вечер имаше порака за Исус, имаше порака и за крев. И мене сето тоа ми беше почна да ми има смисла. Дека тие луѓе се поразлични заради тоа што нивната надеж е во нешто друго. Но мојата првата реакција исто така бев многу загрижена, се викам, вај некоја секта, не знам каде, влегов во некоја соба, се собираат сега, тука ми кажа да дојдам, зборуваат за Господ, многу се радуваат и беше многу, не знам, имав многу чувства. Но иако имав чувства, иако имав прашање, иако имав сонежи, иако не ми беше јасно, не ми даваше внатрешно чувство во мене да не доаѓам, да не се враќам. Иако не разбирав се, ова за мене беше као вау. Пак морам да потенцирам дека бев човек што не знаеше ништо за Господ, ништо. За Светиот Дух, за Исус, за Бог Отецот, прв пат сето тоа, прв пат го слушам во животот, на тие собирања што не ги има. И едноставно Господ почнува мене да ми зборува, Господ почнува да ми го открива мојот живот, мојата иднина. И знаев дека сакам да живеам со Господ. Иако не ми беше јасно ништо тоа, сам чувствував дека треба да кажам да на она што сум повикана. И после тоа ме викна на камп тоа лето. И тоа беше место каде што Господ најмногу почна да ми се објавува, каде што секоја вечер имаше дел од Евангелието, за да се сватиме, мислам, целата приказна, тоа беше камп за деца што не го знаат Исус, така што беше евангелизација. И многу сум благодарна кога така размислувам, мислам назад како Господ зборува во многу тивки мигови и тивки места во нашите животи. Ама многу сум благодарна што ни дава прилика да го слушнеме него. И тој камп ми беше стварно неверојатен. Јас се викам, како може се тоа да го пропуштам во животот до тогаш? Како не знаев за ова? Како не знаев дека има надеж во живот? Како не знаев дека има Бог кој што ни простува? Тоа беше неверојатно искуство со Бог што го доживеав на тој камп. Ама најмногу влијателен ден за мене на тој камп беше кога знам дека некој од вас го има слушнато овој дел. Ама една вечер лидерите што беа на тој камп ни кажа дека може да излеземе и да бидеме сами 20 минути. Да се молиме кон Господ, да го предаме нашиот живот кон Господ. Јас не знаев како да се молам. Не знаев што значи тоа да се молиш, како јас сега да пристапам на Господ. И се реков дека имам 20 минути тука да седам, ништо да не правам. И тој вечер беше многу ладно.
и мене беше многу ладно, едва чекав да се вратам внатре. Но си реков дека стварно сакам да знам дали Господ е вистина, дали ќе ми се покаже, дали ќе ми се објави ако јас го барам. И се сеќавам, јас решив дека ќе почнам да се молам кон Господ, ќе почнам да го прашувам за да ми прости, ќе му кажам се што направи во животот и ќе го поканам во моето срце. А се сеќавам дека во тие 20 минути, ако ми беше преладно физички, мене чувствував толкава топлина во мене, што не можам до денес да ја објаснам. Јас викам, Господе, се е вистина, апсолутно се. Викам, Господе, ти ме одговори на мојата молитва, дали си вистински, дали е тоа вистина. И саро до денес не можам да опишам. И сум благодарна на Господ што ми одговори толку јасно. И во тој момент знаев дека сето тоа е вистина и дека знаев дека можам да се молам и дека Господ одговара. Дека не е само јас да си кажам нешто, туку Господ и ни одговара нашите молитви. Откога се вратив од тој камп, заради тоа што пак морам да потенцирам дека јас бев дете што не знаеше ништо за Господ и живе во некаква темнина во својот свет и чувството од кога Господ ме допре беше никогаш не сум била, ама така си замислувам, пример, да бев во затвор и сега некој ќе ми отвори врата, јас излегувам надвор. Не знаеш што треба да правиш, не знаеш како треба да живееш. 15-17 години живееш страшно, без ништо и сега излегуваш на слобода и го имаш во себе таа радост, го имаш во себе Господ, ја имаш таа слобода, имаш таа пасија за Господ, но едноставно што сега? Како јас сега ќе затворам, не знам, 17-16 години мојот живот и ќе продолжам понатаму? Не знаев. Но едно нешто што го сватив одма од кога Господ ми се објави е дека Господ ме повикува на мисија кон луѓе кои што не го познаваат Него. Јас, не знам, некако така почувствував и кога размислувам за своето минато, сакав да служам на луѓе што не го познаваат Господ. И одма од кога поверував, почнав да служам. Работев со девојки што беа помлади од мене, што не беа христијанки, јас со нив работев. Се можев да правам што можев да правам, едноставно заради тоа што таа радост, таа надеж која што Господ ми даде, сакав сите да ја знаат. Јас секаде, кај што отидов, фалам на Господ за неговата милост, можев да споделувам за она што Он го направи во мојот живот. Првите месеци беа тешки кај мене дома, заради тоа што моите мисла дека сум полудила, дека нема смисла, дека јас сум сад дел некаква секта, нека да идам на црква и така натаму, ама јас сепак се отидов секоја недела и стварно не можам да ви опишам таа првата година, јас викам првата година на слобода, која што имав со Господ, кај што јас не можев на ништо друго да се фокусирам од да сум со Господ. Читав Библија секој ден во 4 сабајле пред школа, читав во школа, имав проблеми, заради тоа што читав Библија на предавање, сето тоа. Но знаев дека сакам да служам на луѓе кои што не го зна Господ и сакам да им покажам дека има друг пат и дека има надеж, но само во Него. И најчесто имам чувство дека многу сведоштва тука завршуваат. Ми беше страшен живот или ми беше супер живот и Господ ми се објави и сега сум супер. Сега се е добро. Јас морам да кажам дека тоа беше еден почеток на целата друга сезона и све во мојот живот. Од кога го запознав Господ, тоа беше само еден огромен почеток на се што следеше во мојот живот понатаму. И баш после оваа првата година, кај што се беше супер, кај што живеев со Бог, служев, од никаде, мислам се крстев и од никаде, не знам, почнав да размислувам на ист начин на кој што размислував. Ми дојдоа некој, морам да се соочам со своето минато. На друг начин сватев дора се тоа се деси
И тука дојде една духовна битка, каде што јас не бев христијанка, тоа беше страшно, ама од кога станав христијанка, дојде и духовна битка, дојде одма од кога се крстив, имав чувство како да дојде ѓаволот и сакаше ме уништи. Апсолутно сакаше да уништи сето тоа ново што Господ го создаде таа година во мојот живот. И се борев со депресија, се борев со анксиозност, се борев апсолутно со се. И ми беше многу тешко. Заради тоа што јас доживав еден нов почеток од Господ. И сега ми дојдоа сите овие проблеми назад и не знам како да се справам со нив. Но едно нешто бев решена е тоа дека јас сакам да служам на Господ. Заради тоа што Господ ме спаси и го смени мојот живот. Но таа година се одлучив заради тоа што сакам да бидам добро. И знаете, јас не изгубив надеж во Господ, не изгубив смисла во животот, само не знаев како да си помогнам себе си. Толку бев под сите тие чувства што едноставно не можев да станам од кревет, не можев да си помогнам. И се решив дека ќе идам на 2 месеци на терапија и ќе ги разработам се тие чувства што ги имав. И отидов, бев 2 месеци и тоа имав 18 години и беше многу тешко искуство, заради тоа што јас бев најмлада таму, најмала. Имаше страшни приказни од други луѓе што ги слушав. Но едно нешто кога влегов таму, тие 2 месеци, јас таму влегов, си донесов куфер пон со Библии и им реков таму на психолозите дека јас не барам смисла во животот. Јас верувам во Господ, но не можам да си помогнам. Тука сум и помогнете со моите чувства, јас не ми треба смисла, не ми треба ништо, такво упатство од вас, јас ми треба да помогнете да разбирам она што ми се случува во животот. И таму бев 2 месеци. Тој период во таа сезона многу се срамив за тоа што морав наистина да го поминам. Сега од кога помина 10 години сум многу благодарна на Господ дека ме земал низ тој пат одма од кога поверував, заради тоа што сметам дека веројатноста е многу голема дека јас и денес би се соочувала со тоа што се соочав, фалам на Господ на помалите години. Но после тоа се вратив во секојдневието, се вратив во служење на Господ, ама сепак се борев со истите нешта. Сепак се борев со некакви прашања, со некаква депресија, со некакви не знам што беше. И тоа се сеќавам дека дојдов во една црква каде што имаше некој човек кој што сакаше да се моли за мене. А јас бев као, окей, бев во некоја црква во Чешка што не ја познавав, онака бев таму тој ден. И човекот сакаше да се моли за мене. Јас викам добро. И сега тоа беше многу интересно искуство за мене, каде што човекот почна за мене да се моли и мене ми се кршат колена, уствари паѓам, човекот се моли за мене. Јас плачам, пола сат, плачам. И сега ова завршува и пак ја осетив огромна слобода во мојот живот. Осетив како ме држаа некои духовни работи кои што беа врз мене, чувствував некои окови кои што се отворија и чувствував повторно слобода да правам она што Бог ме повикува да го правам. И многу сум благодарна на Господ што во нашиот живот е делува во различни сезони. Дека не е се еднаш готово, тоа е. Начесто така не е тоа така. Јас кога бев помала, уште сум мала, ама кога бев уште помала, секогаш сакав Господ одма да направи нешто во мојот живот. Да ме исцели, да ми прозбори, да ме се да снема, па да сум добро, па се да е добро. Ама така не беше низ мојата животна приказна. Но Господ ме ослободи од овие нешта, многу бев благодарна, чувствував огромна слобода. И во тој ист период јас почнав да доаѓам на Балканот да служам. И тоа беше, јас бев последно средно. И бев во Бугарија, после бев во Албанија. Тогаш не сум била во Македонија. Ама онака како што доаѓав на Балканот, многу ми беше интересно. Мислам, првите искуства ми беа како се хаотично тука.
не знам што се случува, не знам кога ќе биде што ова е хаос, ама го сакам тоа. Не хаосот, туку сакам. Имам во себе некаква љубов што верувам толку беше од Господ, заради тоа што јас се сакам. Јас луѓе сакам да се враќам, да се навраќам на Балканот. Многу се поврзував тука со луѓето што беа тука, ама имав 19 години тогаш и си реков каде јас ке се седам на Балканот, немам завршено ништо, немам. Апсолутно ништо немав. И си викам, добро, ќе почнам да се молам. И сега во Чешка имаше соби кај што можете да си ги букирате и да поминете пример на вечер таму и да се молите сами. Јас таму доаѓав редовно и се молев на Господ. И во исто време ме праша една жена која што беше мисионерка тука, дали сакам тука да се преселам, да служам со неа. Ја викам, како ќе се преселам пак на 19 години, не знам, не можам, мислам, не може. Но додека се молев, многу јасно, не може појасно и толку сум благодарна на Господ што толку јасно ми покаже тој ден. И ми кажа, да, оди. Ја викам, добро ќе одам. И за еден месец дена се спакував 2 куфери и си преселев во Македонија. Не знам, тоа беше пред 8 години. Не знам како тоа го направив стварно на 20 години. Фала му на Господ, тоа беше само Господ и ми даде се што ми требаше. Мислам, со таква леснотија тука, тогаш се преселив. И бев многу срекна што можам тука да бидам. Јас, откога Господ го допре мојот живот и го промени мојот живот, јас и се сите своји проблеми, како верувам и секој човек, имав огромна желба да му служам на Господ. И затоа се преселив и тука, затоа сум тука и затоа бев 8 години уствари во полновремено во мисија. И работев со тинејџери првата година, предавав во Нова, таму работев со тинејџери, после работев со деца од детски дом, после работев на факултетот во Стара Чершија со муслиманите, после работев во наша локална црква. И сега сум во некоја нова сезона од животот, каде што, знаете, и кога сте млад мисионер, имате многу пасија, но имате некои работи во сезоните и од кога служив тука ми се навраќа некои такви работи со кои што се уште се борам и се уште морам со нив да работам. И на некои моменти низ целото е патешествие на мисионерска работа се чувствував толку осамено и толку нападнато што лани направив пауза една година од се и не бев вклучена, можеби некој приметивте, во ништо во црква. И тоа е заради тоа што едноставно ми требаше пауза од апсолутно се и да видам што сака Господ понатаму за мојот живот, каде сака да служам. И денес за мене тоа некакво исцеление, откупение што можам јас пак да стојам пред црквата после една година и што можам да раскажам цела својата приказна во целост. И така да. Сега сум во една сезона кај што сватив дека повикот ми е стварно со луѓе што не го познаваат Господ. И таму се чувствувам најудобно, иако е доста тешко. Ама сваќам дека се што имам ја поминато во својот живот и се што имате вие поминато во својот живот во минато, верувам дека тоа е област каде што Господ ќе сака да служите. Заради тоа што како што гледам на цел свој живот во ретроспектива е, можам да разберам повеќе луѓе кои што има поминато истото како јас. Можам да им давам подобар совет, можам да седам со нив и верувам дека така секој човек си има една своја животна приказна. И на крај сакам само да ве охрабрам дека било каде да се наоѓате моментално во својот живот, Господ не е завршен со вас. Јас имав моменти многу пати во живот кај што не знаев што да правам понатаму, не знаев што ќе биде, но секогаш Господ се појавува и Господ е верен. И така
ви посакувам многу нови почетоци, заради тоа што верувам дека секој ден е нов ден. И да, Господ да е со вас. Фала ви што ме слушавте и фала ви што можам да споделам мојата животна пригодна со вас и што сте дел како ЕЦ Адрам од голем дел од мојот млад живот. Amen.